Уметноста е љубов, тоа е мотото на 66-тото издание на еден од најубавите фестивали, можам да кажам, не само во Македонија, туку и во регионот. 66-тото издание го отворивме со една прекрасна гала вечер и наше е задоволството кога можеме да разговараме со директорот на Охридско лето, Ѓорги Цуцковски. Пред се добре дојдовте во овој подкаст посветен на уметноста и културата. Еве, како се чувствувате после она прекрасно отварање на Охридско лето во Античкиот театар? На моје огромно задоволство се уште стигаат пораки, телефонски разговори, импресии од поддржувачи на уметноста, љубители на уметноста, но и луѓе кои што се експерти од таа област и кои што ми пренесуваат дека можеби ова е едно од најквалитативните отворања кои што досега се случиле на Охридско лето и тоа ми представува огромно задоволство, затоа што знаете колку е тешко во денешно време да споите квалитет и продажба. Во исто време Античкиот театар беше препол, мислам дека имаше некои рекордни 4000 посетители, така што можам слободно да кажам дека сум горд на самото отворање. Така и нели имавме, публиката доста добро реагираше, имавме и стоечки овации, посебно на крајот. Навистина добро ги прифатија уметниците, мислам реакцијата беше прекрасна. Колку ви значи таа размена на енергија со публиката, нели, и со уметниците, затоа што мислам дека посебно тоа се чувствува, нели, самиот фестивал започна со љубов. Вака, мојата идеја пред се како оперски уметник беше да на охридската, македонската и регионалната јавност, тоест и на странските посетители кои што доаѓаат, да им го понудиме најактуелното од светот во моментот. Ермонела и Чарлс се моментално најзастапените оперски пејачи во сите светски оперски куки, почнувајќи од Миланска скала, Ковен Гарден, Метрополитен и слично. И тоа се гласови кои што се уште во својот пик на функционалност, на свежина и на интерпретативна моќ. Она што беше предност на овогодинешното отворање, што јас веќе имам настапувано како оперски пејач со самиот маестро Марко Боеми, што Ермонела ја познавам лично и знаете кога синергијата на пријателството преовладува во комуникацијата со самите уметници, се одеше лесно, безпрекорно, беа воодушевени од убавините на Охрид, од убавините на Македонија, од она што може да го видат, од нашиот пречек како домаќини, им поклонивме македонски бисери, цвеќиња, се погриживме да бидеме добри домаќини и тоа секогаш отвара железни врати. Моето богато интернационално искуство низ светот ми укажало дека секогаш еден уметник кога е третиран како уметник, тој дава 100% повеќе за самиот настап да биде подобар, затоа што гостопримството е еден од битните фактори за добар настап. Belle
препознатлив елемент токму на македонците, ми го потегнавте и моето следно прашање. Вие како првенец на македонска опера и балет, нели со интернационална доста богата кариера и искуство позади вас, студент на факултетот за музичка уметност нели во Скопје, колку ви помагаат сите тие контакти, светски контакти, меѓутоа секако и македонски, затоа што имаме истакнати македонски уметници дел од Охридско лето, колку ви помага тоа за градење на програмата и можеби полесно привлекување на тие светски уметници и македонски? Па знаете, кога ме назначија за директор на оваа престижна установа, мој најголем страв не беше програмата, туку беше менаџерскиот аспект. Значи, носење на спонзорски средства, организацијскиот аспект. Меѓутоа, во одминатата година оваа уште повеќе имаме рекордни спонзорски средства од македонските компании, така што да кажеме дека тој сегмент ми е веќе надминат како еден или почетнички страв. Програмата е мое огромно задоволство. Можам да ви кажам дека програмата веќе за 2027 е готова. Вие добро знаете дека јас специализирам во Виена, имам 2 агенти, мислам светот на менаџерите во културата ми е многу добро познат. Потпишав многу меморандуми за соработка, следене меморандумот за соработка со најпрестижниот сајм за уметници во Шангај, Кина. Тоа се мои лични контакти и пријатели и се ми е насочено таму, тоест во институцијата Охридско лето. И на тој начин успеавме и минатата година да го донесеме, ако се сеќавате, Михаил Плетњов, кој што веќе не свири рецитали, како врвен светски пианист. Оваа година имаме исто така богата програма. Морам да истакнам дека правењето на самата програма за мене е една возвишена креација. Тоа е исто како да сте на сцена, значи го доживувам како едно мало дете кое што бои боенка можеби, метафорички, така што ми представува огромна радост и воопшто не е тешко за човек кој што е во овој свет и во ова дигитално општество да се направи и да се стигне до некого и да мислам во принцип сите уметници секогаш кога ќе ги побарам со задоволство прифаќаат да дојдат на Охридско лето. Така, не е тешко кога знаете нели пред се да го сакате она што го работите, а потоа секако и имате познавање во самата област. Кои ви беа главните критериуми можеби за оваа година, затоа што преку 700 уметници, ако не се лажам, е голема бројка? Освен кремот на класичната музика и врвниот квалитет, оваа година воведовме блокот 4 джез вечери, на кој што ќе настапат светски реномирани уметници и македонски уметници и нашиот национален джез оркестар. Зошто 700? Затоа што еден успешен менаџер, освен средствата кои што ги добива од Министерството за култура како национална установа, мора да обезбеди средства дополнителни. Кога менаџерот има повеќе средства од потребното, мора да ги реализира во програма, затоа што инаку би стоеле на сметката. Така што си имаат повеќе средства. Да, така што морам да истакнам дека можеби малку е преамбициозно да имате 48 настани во 40 дена, но така и на публиката ја возможуваме секој ден да одбере да може да гледа што сака и да слуша што сака. И да ви кажам, вечерта после отварањето веќе имавме драмска представа која што беше преполна. Така што мислам дека интересот за Охридско лето од минатата година се повеќе расти, се повеќе се зборува за установата. Не се работи за мене, јас овде само ја водам установата, мојата мисија е да ја издигнам на што повисоко ниво можам и да остане наш најголем национален символ како културно наследство. Така и нели Охрид во сите овие денови додека трае фестивалот е дефинитивно центар на македонската и светската уметност. Ја споменавме драмската програма. Ете тука е и моето следно прашање, посебно за гледачите од Битола. Битолски театар оваа година има премиера и тоа дело на Шекспира во режија на истакнатиот американски режисер Џон Блондел. Колку ви е тоа драго, еве нели сепак се работи за институција која што постои повеќе од 80 години? Јас добро ја познавам историјата на Битолски театар. Запознан сум
од своите студентски денови со квалитет. На Битолски театар знам колку Битолски театар го има представувано македонскиот културен идентитет насекаде во светот со турнеи, така што мислам со гордост ги очекувам Националниот театар од Битола да гостува на Охридско лето и да имаат својата премиера во прекрасниот амбиент на предворието на Света Софија. Така, споменавте дека секако сите очекуваме премиерата нели со нетрпение, нашите актери веќе секоја вечер се подготвуваат нели во предворието на Света Софија. Споменавте дека програмата веќе за следната година е готова, можеме ли да откриеме нешто нека ексклузивно има? Ете, драги наши гледачи, ќе почекаме нели кога ќе може да ги споделиме секако сите информации. Што ви е најголем предизвик нели токму во овој фестивал? Споменавте секоја година некако има нови програми. Оваа година нели е програмата посветена и на джезот, меѓутоа тука оваа година за прв пат после многу години имаме две балетски представи. Едната е Амазонките од Република Грција, другата представа е Болеро на театарот Мадленијанум од Република Србија. Тоа се исто така новитети за Охридско лето. Подиум на млади, тоа е Rising Stars програмата која што ја смисливме оваа година, затоа што знаете како се сеќавам на своите почетнички денови колку е тешко да сте високо квалитетен уметник, но е тешко да го пробиете патот. И сметам дека Охридско лето е идеална платформа за младите уметници да дебитираат со своји рецитали, да бидат помешани во овој каталог од 71 страница заедно со светски реномирани уметници и им посакувам светска, брилијантна и долговечна кариера. Еве Горјана Стојановски исто така оваа година младата битолчанка, тоест исклучително врвна пианистка, ќе свири свој рецитал меѓу вечерашниот Александар Мелников, кој што е веќе еден од број 10 врвни светски пианисти, така што идејата со Rising Stars ми е да поттикнеме младите да бидат поамбициозни, да веруваат дека може да се направи кариера, дека уметноста е долготрајна, дека патот на уметникот е навистина тежок, меѓутоа сите квалитетни го наоѓаат своето место под небото. Така, јас ви благодарам, дадовме доста интересни информации. Еве, ова се сепак почетните денови нели на 66-тото Охридско лето. Еве, ја повикуваме и публиката во секој случај. Извинете што ќе се надополнам, веќе за почетнички денови можам да кажам дека затворањето на фестивалот е скоро распродадено. Многу од настаните се веќе 50% резервирани. За битолската представа скоро и да немаме карти. Така што тоа за еден менаџер е голем успех, но и за националната установа е голем успех, и за Македонија е голем успех, и за самата уметност. Во неколку интервјуа кажав, минатата година потврдивме дека класичната музика не е мртва. Така е. Дека може да полни сали, дека има интерес и да живее уметноста. Мислам, тоа е нашата визија. Така е, прекрасна порака. Еве, во секој случај, драги наши гледачи, да живее уметноста, да си ја чуваме уметноста, да си го поддржуваме она што е наше, препознатливо, македонско и светско, да си го посетуваме и чуваме Охридско лето. Ви благодарам. Благодарам на поканата.